На Прилеп му се заканува недостиг од леп за време на Великден и за време на најдолгиот полициски час во земјава кој ќе трае од петок до вторник. Најголемиот производител на леп и бели пецива, фирмата Жито Прилеп, во собственост на американскиот бизнисмен со македонско потекло Ѓорче Атанасовски, од денеска е во штрајк и го прекина производството. Вработените велат дека немаат земено плата 2 месеци и дека немало ниту најава кога и дали воопшто ќе добијат. Им се извинуваат на граѓаните ако останат без леп, но велат дека немаат друг излез. Без исплатена плата немало да работат. Очекувале да произведат околу 35.000 парчиња леп за овој викенд. Сношти добивме некоја информација дека рекол ако сака некој да работи, нека работи, ако сака некој да не работи, нека си оди дома и толку. За плата, ама баш ни збор нема кажано. Ако минатиот беше негде околу 25.000, сега сигурно ќе види може 35.000 парчиња леп треба да се произведи во градот. Најверојатно овие приватните производители не можат сигурно тоа да го надокнадат за овој краток период. Градот најверојатно ќе остане без леп. Во Жито Прилеп се вработени околу 100 луѓе, кои се пожалија дека сите земале минималец од 14.500 денари, а сега останали и без тие пари. Од чистачот до раководителите сите сме на 14.500, што не е во ред. И то не за сега. К15, еве уназад 4-5 години не ни дава. Проблем е хранарина и патарина. Патарина ни дава само ноќна смена, за денска смена патарина не се следувало. Празник се наближува, ние останавме без пари, сметки не можеме да платиме. Кредит има луѓето, 80% со кредити се луѓето. Се обративме до Елизабета Мојсовска, неизвршен член на одборот на директори, која истакна дека таа нема никаква дозвола да дава изјава за медиумите. Тоа досега го правил само генералниот извршен директор Никола Атанасовски, син на Ѓорче Атанасовски, кој веќе подолг период е во Соединетите Американски држави. Доколку денеска собствениците излезат со свој став околу оваа ситуација и обвинувањата на вработените, бевме известени дека медиумите ќе бидат информирани.